Граѓаните на Република Македонија, независно од нивната национална и верска припадност, имајќи го предвид вашиот научен опус, општествено-политичките активности, начинот на кој што ја практикувавте председателската функција во претходните 5 години, знае кој е Ѓорѓе Иванов. Србите во Македонија знаат зошто Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија. Србите во Република Македонија знаат зошто коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Цела Македонија знае зошто изборот е Македонија. Тимот што победуе никад не се менја и никад не губи, само напред иде. Изборот за Ѓорѓе Иванов е природна работа за дом и тоа е едноставно нашата природна опција. Затоа верувам дека ќе славиме на крајот на оваа кампања, затоа што и граѓаните во еден голем број тоа ќе го испочитуваат и ќе го вреднуваат токму така. Ова е победничка коалиција, коалиција за подобра Македонија. Заедно ќе градиме Европска Македонија. Заедно ќе го избереме господино Ѓорѓе Иванов повторно за председател на Република Македонија. Ѓорѓе Иванов, кој е најблизок до вас, почитувани граѓани, кој ја следи определбата на владата дека граѓанинот е пред се и неговото мото е државата пред се, во која граѓаните ја оспоруваат слободата и ја уживаат безбедноста, е човекот кој ги сплотува сите граѓани во Република Македонија. Le président Ivanov a engagé. Од почетокот на неговиот мандат, председателот Иванов отпочна со активна дипломатија, како на европската, така и на меѓународната сцена, со цел да се вреднуваат исправните причини поради кои Република Македонија не треба да го промени своето уставно име за да одговори на уцените кои, за жал, и се наменети. Како што и самиот еднаш реков и како што повторувам во секоја пригода, откако бев избран за председател на Меѓународната паневропска унија во 2004 година, името на вашата земја не треба да се менува само за да се задоволи некакво барање од националистички карактер. Пред 5 години на ова исто место, на чист понеделник, ви кажав, со чист образ тргнувам да ја освојам довербата на граѓаните, да бидам председател на Република Македонија. Денес, после 5 години, на исто место, во понеделник, со чист образ, повторно ви велам, одам да ја освојам повтор пат довербата на граѓаните на Република Македонија. Да продолжам повторно, со иста посветеност, со честност, со искреност, да работам за Македонија. Како председател, ќе продолжам со напорите за интегрирање на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. За нашата подготвеност зборуваат 5 позитивни извештаи и 5 препораки на Европската комисија за почеток на преговорите за членство на Македонија во Унијата. Го бараме она што сме го заслужиле, ни повеќе, ни помалку од тоа, како за другите, така и за нас. Веќе 23 години се соочуваме со притисоци, уцени и блокади од нашиот јужен сосед, кој од нас бара да престанеме да бидеме тоа што сме. Веќе 23 години сме сведоци на невистините што се шират за нас, дека не сме биле добар сосед, дека сме имале територијални претензии, дека сме имале измислен јазик, дека сме биле измислена нација. Веќе 23 години од нас се бара да се откажеме од тоа што сме биле, што сме и што мора да бидеме. Од нас се бара да се откажеме од сопствениот идентитет. И покрај сите притисоци, блокади и уцени, и покрај сите невистини издржавме и ќе издржиме.
Ние не бегаме од диалог. Сакаме да соработуваме и покрај разликите. Разликите не смеат да бидат пречка за соработка. Не се плашиме да седнеме и да разговараме. Напротив, постојано повикуваме и постојано апелираме. Се плаши оној што нема аргументи. Нашата сила е во аргументите, во меѓународното право и принципите, во човековите права и правото на човечко достоинство. Како држава што води политика на добар сосед и што никого не загрозува, нашата сила е во нашата отвореност и подготвеност за диалог и соработка. Каде и да одев, со кого и да се среќава, истакнував дека ни е потребно решение, но само во рамката што ја даваат резолуциите на Обединетите нации, времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Како председател, нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Од Охрид ќе почне гласот кој ќе се шири низ целата наша држава. Гласот на народот. Гласот кој ќе ја раскажува нашата идеја, нашиот пристап, нашите вредности, кој ќе укажува на разликата меѓу нас и нашите противници, кој ќе ги покажува нашите дела, наспроти нивните недела. Гласот кој ќе грми во секој град и во секое населено место. Гласот кој ќе биде нашиот столб. Гласот на народот кој гледа и прави разлика. Кој не подлегнува на никакви манипулации, туку дава доверба врз основа на конкретни дела и исполнети витувања. Токму тој глас, гласот на народот е нашата подкрепа и сиот овој изминат период. Тој не крепеше и ни даваше сила да се бориме со сите предизвици на кои наидуваме. Народот е нашата сила, а народот ја прави Македонија тоа што е. Големината на нашата држава не е во нејзините пропорции, ниту пак е некој абстрактен поим или мит. Туку големината на нашата држава е во нејзините луѓе, во нивните судбини, во нивната иднина, во нивната историја, нивната жилавост и пркос, во нашиот порив и посветеност. Нашиот народ е нашата држава. И затоа велиме, од Охрид ќе почни да ечи државата пред се, Македонија пред се, луѓето пред се. Вечера од нашиот Охрид започнува новиот поход. Поход кон победата на ВМРО и коалицијата, како и на председателот Ѓорги Иванов, на престојните председателски избори во Република Македонија. Вечера започнува одбројувањето до 8-та поред победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тргнувајќи од Охрид, ние во наредните недели почнуваме да ја бараме довербата и поддршката на нашите граѓани, на македонскиот народ, на турците, на ромите, на египтјаните, на србите, бошњаците, власите, но и од мнозинството албанци во Македонија и од сите наши граѓани. Јас цврсто верувам, а имам и аргументи за тоа, дека овие избори нема да бидат само 8-ма поред победа и 8-ма поред доверба од граѓаните, туку истовремено и 9-та. На Македонија не и треба нов Бранко или негов советник.
нов сплеткарош и интегрант, манипулант и човек со ставови исти како оние на Бранко. Кандидатот на Бранко нема да ја добие довербата на македонскиот народ и на мнозинството граѓани на Република Македонија. Затоа што помина Бранковото време и не може со вакви подметнувања на негови пиони повторно да ги кандидира и стави во залог за своји лични интереси, интересите на Македонија и народот во неа. Таа приказна повторно нема да помине. Во овие 5 години граѓаните имаа можност да видат што е честен човек за председател. Ама не само да дојде на позицијата како честен, туку честно и да го заврши доверениот мандат. Ѓорги Иванов и во следниот мандат ќе биде еден председател за сите граѓани, од сите етнички заедници и религиски групи. Му се допаѓало тоа на раководството на ДУИ или не. Ние поддржуваме таков пристап. А намерата на ДУИ да нивното раководство одбира председател наместо целиот народ и сите граѓани на земјата, таа желба да се приграби она што му е дадено на народот со уставот, да тој одлучува, а не партиската врхушка на ДУИ, ќе биде пресретната не само од македонците, туку и од албанците, турците, србите, власите, ромите, бошњаците и сите останати граѓани на Република Македонија. Со масовно излегување и поддршка на председателските избори на 13 и 27 април, албанците во Македонија нема да дозволат нивното гласачко право да биде одземено и предадено на Ахмети и неколку луѓе околу него. Тие за она што од него го почитуваат, му даваат поддршка. Но кога ќе се дрзне да им го одземе правото на глас за избор на председател, ќе добие негативен одговор преку масовна излезеност на председателските избори во двата круга. Денес, ние, кои тогаш ја баравме вашата поддршка за Иванов и самиот Ѓорги Иванов, можеме со исправена глава да застанеме пред вас, да ве погледнеме во очи и да кажеме: овој човек ја оправда довербата, ја оправда дадената доверба и заслужи втор мандат од граѓаните. Ќе завршам со говорот како што почнав. Големината на Македонија не лежи во незината територија, ниту во границите што ја истратуваат. Големината на Македонија лежи во незините луѓе, длабоко во нашите корени, во секој од нас, во традицијата, во соживотот кој што го градиме со векови, во вредностите кои што ги поседуваат нашите градови и села и луѓето во нив. Токму затоа, кога зборуваме за Македонија во модерниот свет, секогаш треба да тргнеме од себе, од она што веќе го имаме изградено низ вековите. Тука, на нашата почва, во нас е силата за успех на државата. Во нас, во нашите граѓани, во нашите луѓе. Не треба да се очекуваат некакви чуда, или волшебни решенија, или да се создаваат важни митови. Не. Од сите нас во оваа земја зависи и ние сме тие кои треба да засукаме ракави и да продолжиме уште посилно да работиме за државата. Затоа што државата се нејзините луѓе. Државата пред се. Да живее Македонија! Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорги Иванов за председател.